петочно издание на регионалните вести. Денес се одбележува Светскиот ден на детето. По тој повод во трговскиот центар Ремал во Тетово се одржа креативна работилница на тема Мојот град и загаденоста. И децата на нивниот ден упатија порака дека сакаат чист воздух. Проблемот со загадувањето во нашиот град ги засега и нив. Денес во трговскиот центар Ремал во Тетово, тие преку своите цртежи на креативна работилница истакнаа дека сакаат чиста животна средина, во која ќе можат здраво да живеат, каде што ќе можат слободно да се шетаат и да играат. Јас сум Александра Николовска. Јас денеска учествувам тука и сакам на еден символичен начин да им докажам на другите луѓе дека треба да се грижиме за средината, бидејќи кога ние се грижиме за средината и таа нас ќе ни возврати на истиот начин. Дека тоа е добро за нас. Јас имам нацртано како белите дробови плачат, ама тоа го имам замислено дека да им докажам на другите дека со загадувањето на воздухот од колите, од чадот од фабриките, тоа нас ни доаѓа до заболување на белите дробови, на дишните патишта и многу други заболувања. Да, многу ми се допаѓа што ќе запознам исто така многу други талентирани деца што ја имаат истата цел како сите нас. Јас сум Елиса Јефтич и денеска сум дојдена овдека за да им докажам на луѓето дека треба да се грижиме за средината и јас имам нацртано како отоѓаците тоа е штетно за нашата средина. Работилницата е супер и се ми се допаѓа и се е супер, децата ја имаат истата цел како и ние. Така. Денешната креативна работилница ја организираше трговскиот центар Ремал во соработка со невладината организација Центар за едукација и развој од ТРЦ. Значи, по повод универзалниот ден на децата, Светскиот универзален ден, Ремал дојде до идеја да организира креативна работилница каде на тема Мојот град и загаденоста, каде преку цртања учениците од основните училишта во Тетово и регионот преку нивната креативност да соопштат различни пораки и да ја подигнеме свеста, нели, нормална за актуелниот проблем. Нели, знаеме дека веќе неколку месеци Тетово е еден од најзагадените градови во светот. Многу сум среќен што наидовме на голем интерес од страна на учениците во соработка со невладината организација ЦЕД Нормална. И овој ивент ќе заврши утре со изложба каде ќе бидат, ги покануваме сите жители на градот Тетово и околината да дојдат, најдобрите 5 цртежи ќе добијат многу добри награди од нашите брендови тука во молот, така и од нашиот центар. Ние веруваме дека се започнува од малата возраст, тоа е од еден аспект и другата работа е што ние веруваме дека секој започнува од самиот себе. Со мали чекори, почнувајќи од самите себе се, да станеме свесни за загаденоста и за од каде потекнува проблемот, мислам дека би придонеле во општеството во иднина да го намалиме овој проблем на индиректен и директен начин. Ние сепак сакаме учениците да не останат затворени дома, туку да дојдат тука, да се дружат и преку креативен начин да си ги соопштат нивните проблеми и начинот на како тие гледаат на овој проблем. Центар за едукација и развој, значи, уште продолжува во соработка со Ремал со активностите, која денешната активност е работилница со цртање на тема, значи, Мојот град и загаденоста. Целта на ова работилница е да се подигне свеста, почнувајќи од децава, да се каже дека и знаеме дека Тетово во последните 2-3 месеца е најзагадениот град во целиот свет, така да се докаже тоа и да почнеме од децава да се подигне свеста па и до другите. Секој 20 ноември се слави Денот на детето. Ова е идеална прилика да се подсетиме на сите тешкоти со кои се соочуваат малите ширум светот и да размислиме за тоа како да им помогнеме. Светската организација за подобро детство ги подсетува државите, невладините организации и институциите дека се уште постојат деца кои што живеат во лоши услови, кои имаат влијание врз нивниот раст и развој во животот. Целта на одбележувањето на Светскиот ден на детето е да се сврти вниманието на широката јавност на сите обврски кои општеството ги има кон децата, како и најважните проблеми со кои децата се соочуваат.
Во дворот на новоотворената градинка Пчелка во Гостивар беше пуштено во употреба детско игралиште со повеќе реквизити за забава и развој на моториката на децата. За опремување на игралиштето општина Гостивар издвои 20.000 евра од буџетот. Новата градина Пчела, сместена во гостиварскиот интернат, се комплетираше со детско игралиште во дворот. Игралиштето е опремено со лулашки, лизганици и други реквизити, кои освен забава ќе им овозможат на дечињата и услови за развој на моториката. Инвестицијата во висина од околу 20.000 евра е на општина Гостивар. Ние се трудиме во секоја градинка да направиме добри услови за нашите деца, пошто тоа делува за нивното здравје, за физички активности, и тоа е барање и на родителите, и ја ги консултирав и директорите што ги имаме во градинките, и тие се одлучија еден од овие играчките реквизити да ги ставиме во новата градинка. Имат коштано 1.200.000 денари или 20.000 евро. Ова инвестиција е од општина и мислам ако има барање и во иднина, ние ќе делиме средства да купиме и да ставиме и на други места за да бидат користени од нашите деца што ги имаме во нашиот град. Градинката Пчела беше пуштена во употреба пред месец и половина и неја ја посетуваат 120 деца. Со нејзиното отворање се реши проблемот со недостиг на простор за градинките и во голема мера се скрати листата на чекање. Во моментов морам да искажам голема благодарност до градоначалникот, до неговите соработници, затоа што овој проблем ни беше горок проблем, над 15 години се соочуваме со ова. Сега во моментов, значи, листата на чекање е доста намалена, значи околу 30 дечиња, битна е годината на возраста на децата, 2012. И сега што слушнаме од градоначалникот и за другите реквизити, се надеваме дека ќе дојдат на право место, во право време, затоа што на нашиот град и на нашиве градинки, значи стварно недостасува вакви реквизити и од срце му благодариме. Градоначалникот Бејта најави дека во наредниот период ќе биде отворено уште едно ново детско игралиште во градот. Во трите градинки во Гостивар, заедно со групите што функционираат во училиштата, згрижени се околу 700 деца од предшколска возраст. Универзитетот на Југоисточна Европа од Тетово денес со свеченост одбележа 14 години од почнувањето со работа. По повод годишнината, професор доктор Мишел Бурс беше назначен за почесен член на универзитетот. Денеска имавме еден свечен чин, одбележување 14 години универзитет, тоест образование за млади, едно образование што се протега некаде со европски размери, значи овој универзитет представува, како што рече и министерот, модел за универзитетите во не само во Македонија, туку и во овој дел на Европа, односно Западен Балкан, како што се нарекува. Значи, оваа година ние имавме чест покрај сите овие новости и да ја објавиме бројката на нашите дипломирани, некаде со се, значи, 10.000 дипломирани кои сега работа, значи се на работни места на ширум земјава во Европа и во различни светски институции, што представува, значи, една огромна можност за развитокот на нашиот универзитет како алумни, значи да ни дојде како помош од нивна страна за универзитетот. Тие се главни, би рекол, представители, односно амбасадори на овој универзитет и ние почнуваме, значи, се уште да и подариме на општеството кадар кој може за утрешнината да работи, кадар кој е подготвен не само во ова наша земјина смисла, би рекол, тука како држава Република Македонија, но и во смисол на целиот регион, па и пошироко, значи во Европа и во некои светски стандарди, во светски рамки, кај се движи нашиот кадар. Можеме да истакнеме исто така дека присуството денеска на министриот, двајцата министри од владата, потоа амбасадорите тука, значи дава на знаење дека универзитетот е на добар пат, продолжува да чекори и понатака, значи, во создавање на еден добар амбиент, мултиетнички, мултикултурен амбиент, така како што и доликува на Република Македонија. Ова е
верувам дека голем придонес за општеството, голем придонес за младите луѓе, за нивната перспектива, за развојот понатамошен и на држава, но и на регионов како таков, значи во сите овие спеткувани, би рекол, околности низ кои ние се движиме. Во американското катче во Тетово денес беше подпишана спогодба за продолжување на неговото функционирање во следните 10 години. На церемонијата присуствуваше представник од Американската амбасада во Македонија и градоначалничката на општина Тетово Теута Арифи. Our American Corners are among the best programs that we have at the US Embassy. Многу ми е мило што сум тука во оваа прилика. Ние најдовме дом овде во Тетово, во ова катче, со овие граѓани во градот Тетово. Им благодарам на градоначалничката, на сите присутни овде и многу ни е драго што денеска во оваа прилика ќе го потпишуваме меморандумот за соработка. Сакам да го искажам особено моето задоволство за фактот што денеска го потпишуваме овој меморандум, што е знак на едно партнерство меѓу нашите три институции, значи амбасадата на Соединетите Американски држави, културниот центар во Тетово и општината Тетово, каде што во рамки на нашето партнерство возможуваме да овој значи американското катче, значи да биде активно и нормално да биде во служба на граѓаните. Нормално е многу значајно за нас е ова едно особено партнерство за граѓаните на Тетово, имајќи го предвид фактот дека нашите граѓани имаат можност да користат литература и нормално да ги прошируваат своите знаења, додека политиките на општина Тетово ќе останат, значи ќе остануваат отворени во однос на меѓународните слични проекти, имајќи го предвид фактот дека во Тетово активна и француската алијанса, а меѓу другото нормално со наша поддршка и партнерство да отвориме и други катчиња каде што нашите граѓани ќе можат да ги прошируваат знаењата, имајќи го секогаш предвид логиката дека треба да мислиме глобално и да бидеме активни локално. Втор меморандум да подпишуваме за продолжување на работата на Американскиот корнер во Тетово, на кој им се заблагодарувам што директно општина и американското каче овде придонесува на подигањето на културата, односно одвивањето на американската култура во Тетово. Трговскиот центар Палма Мол одбележува 10 години успешна приказна. Оттаму со најава дека трговските брендови Интерспорт, Лакост и Гант стануваат дел од Палма Мол. Уникатниот повеќенаменски трговски центар Палма Мол од Тетово, кој пред 10 години ја започна својата приказна како мала продавница, денес представува успешен трговски центар, изграден според светски стандарди, распространет на 32.000 метри квадратни. Всушност, новиот трговски центар е проширување на објектот на поранешниот Сити центар Тетово, кој работи од 2005 година, а продажниот простор на истиот е тројно зголемен. Идејата за тројно проширување на постоечкиот објект, постојниот Сити центар Тетово, произлезе од потребата на жителите на Тетово и пошироко за објект со голем број содржини. Реномираните продавници, секојдневната забава, рестораните и игротеката се само дел од содржините кои се наменети за сите возрасти и кои го прават Палма Мол од Тетово еден од најпосетуваните места во Западна Македонија. Дополнителен куриозитет исто така е бесплатниот паркинг, како и работното време на трговскиот центар, кој е предвидено да функционира од 10 часот наутро па се до 22 часот, и тоа 365 дена во годината. А со такво работно време тетовчани и околината ќе можат да ги завршат своите обврски во тековниот ден. Во рамките на трговскиот центар своји продажни објекти имаат повеќе интернационални и домашни брендови, како што се супермаркетот Рамстор, LC Waikiki, Sport Vision, Аптека Кемофармација, LTB Jeans, DM, My Time, Шатци, Alexia Accessories, Lost Collection, Swatch, Tudors, Penti, Просветно дело, Дока Шус, Il Camino, Паоло Бочели, Big Star, Ideal Home, продавница за текстил, теписи и мебел, Коин Каса, Factory Мебел, Фломар, Сваровски, Васидора, Toy Story, најголемата продавница за детски играчки и додатоци, Palma Trade, голем салон за бела техника, ресторан Емпориум, Fast Food Corner со разни видови на брза храна,
и Аксарај, непознатата сладкарница во градот, Happy Star Playground, најголема игротека со површина над 800 метри квадратни, кино 7D синема и уште многу други места за забава од сите возрасти. Во меѓувреме во Палма Мол Тетово се отвори уште една продавница со над 800 метри квадратни, Каса Мија, специјализирана за луксузен мебел, каде посетителите ќе можат да уживаат во нивната уникатна понуда. Во наредниот период спортскиот гигант Интерспорт, како и светските брендови Лакост и Гант, ќе станат дел од Палма Мол Тетово. Фастфуд корнерот наскоро ќе добие освежување со отворањето на нова гостилница, во која посетителите ќе имаат можност да уживаат во традиционалните босански специјалитети, а до крајот на месец ноември планирано е отварање на лонч бар, кој на гостите ќе им понуди врвен и пријатен ентериер. Палма Мол Тетово е уште еден придонес за економскиот раст во државата, а вработувањата кои ги донесе овој трговски центар имаат огромно влијание на подобрувањето на состојбата во регионот. Ваков објект им не достигаше на граѓаните и на околината на градот Тетово, а во изминатите 10 години Палма Мол Тетово докажа дека со добар менаџмент кој успеа да се соочи и да ги надмине сите проблеми, може да се изгради успешна приказна. И со вакви капитални инвестиции и проекти кои имаат за цел да го подобрат квалитетот на живење на граѓаните и од овој дел од Македонија. Маратонски шопинг, домаќинка на месецот, настани за новогодишни и божични празници, роденденска недела, late night шопинг и многу други настани ги одбележаа изминатите години во Палма Мол, а до крајот на оваа година се планирани уште неколку активности и настани по повод новогодишните и божичните празници, за кои наскоро ќе бидат објавени и деталите. Со цел да го зголеми задоволството на купувачите, менаџментот на трговскиот центар планира да продолжи со спроведувањето на ваков тип на настани и во иднина. Илјадници среќни луѓе со полни кеси во рацете, насмејани детски лица и задоволни купувачи е сликата која секојдневно може да се види во најмодерниот и најголемиот трговски центар во Западна Македонија, а заслугата за целиот успех Палма Мол Тетово им ја посветува токму на своите купувачи, кои се најзаслужни за достигнувањата. Спроведена полициска акција во Гостиварско, во која се приведени 25 странски државјанки. Полицискиот билтен регистрира 2 кражби и една сообраќајна незгода. Во вчерашната акција која од 7 до 11 часот беше реализирана на подрачјето на Гостивар, Чегран и Галате. На различни места затекнати и приведени се 25 албански државјани на возраст од 20 до 48 години. Странските државјани кои непријавено престојувале и работеле во ова подрачје биле од албанските градови Дибор и Либрашт. Најголемиот број од нив воопшто не го пријавиле својот престој, не поседувале никакви документи и најверојатно илегално влегле во нашата земја. По нивното приведување неколку часовно задржување, албанските државјани предадени се на одсекот за прекограничен криминал. Полицискиот билтен регистрираше 2 кражби, едната на улицата Благоја Тоска во продавница за автоделови, каде се одземени 17 различни видови акумулатори и поголем број други автоделови, чија вкупна вредност се проценува на околу 150.000 денари. Крадци провалили во дом на семејство во Гостиварската населба 7 зона. Краците со тврд предмет го скршиле прозорецот од бањата во приземјето, влегле внатре и одзеле телевизор, а потоа од подрумот одзеле разновиден алат, причинувајќи вкупна материјална штета, која се проценува на околу 110.000 денари. Се преземат мерки и активности за откривање на сторителите. Вчера кулупладне на локалниот пат Тетово Стримница се случила сообраќајна незгода во која учествувале 2 патнички возила, Мерцедес со тетовски регистарски таблички, управуван од жител од Стримница и Тико исто така со тетовски таблици, што го управувал негов соселанец. Во незгодата возачот и сопатникот од Тикото задобиле телесни повреди и со возило на брза помош се пренесени во Тетовската клиничка болница, а по укажаната помош пуштени се на домашно лекување. Традиционално и оваа година музичарите од Тетово организираа музичка вечер. Целта е да се промовира македонската музика и да се поттикнат младите музичари повеќе да создаваат квалитетна музика.
Музичката вечер годинава се организираше традиционално по 5 пат. Организаторите задоволни од посетеноста, но и од квалитетот на музичкото творештво кој младите тетовски музичари го создаваат, а го пренесува на синоќешната манифестација. Ние еднаш годишно се собираме, така и оваа година на 19 сме овде собрани да го одбележиме нашиот музички спектакл, така речено да кажем. За вечерашната манифестација сум дел на организациониот одбор, како и моите колеги овде. Значи, добро сите ме знаат мене, како и останатите да не ги представувам. Иначе, како член на групата Маестро Бенд, им посакувам на сите убаво, задоволство заедно што вие што ќе го прикажете и ова манифестација да ни остане традиционална и да се собираме секоја година. Да се одржува секоја година. Музичарите да напредуваат, да творат македонска музика, да творат македонска народна музика, значи поп музика, дали рок музика, дали народна, било каква музика со голем квалитет, им посакувам се најдобро. Во името мое и во името на моите колеги организатори, што оваа година го организиравме ова. Чест и задоволство ми е да присуствувам на оваа музичка вечера, уште поголема чест ми е тоа што сум избран за кум, тоест организатор на оваа, еден од организаторите на оваа музичка вечер. Се надевам дека оваа музичка вечер ќе биде специјална, добра и се надевам дека добро ќе помине. За време на манифестацијата беа избрани новите кумови кои за наредната година ќе бидат организатори на музичката вечер. Вие сте еден вид психолози на човековата душа. Музички психолози кои што го кревате народот на позитивно. И песната на вистина човека го одржува. Неговите чувства, неговите мисли се насочени кон песната и се што е тежина човек заборава во тие прекрасни мигови. Вие сте прекрасни еснафи, најнапред имате прекрасна душа. Дух во името на Отца Амин. За прв пат на сцената на Тетовскиот театар во понеделник ќе биде поставена театарска представа на македонски јазик. Актери од Скопје и Тетово заедно ќе играат представата Чернодрински се враќа дома. На сцената на Тетовскиот театар за прв пат ќе биде поставена театарска представа на македонски јазик. За љубителите на драмската уметност ова ќе биде несекојдневно искуство и поради фактот што представата ќе биде заедничко дело на актери од театар комедија од Скопје, драмски театар од Скопје и Тетовскиот театар. Премиерата на Чернодрински се враќа дома со текст на Горан Стефановски е закажана за понеделник во 20 часот, а репризите ќе се одиграат во текот на следниот месец декември. Марија Кондовска, Дритон Весели, Ѓорѓе Нешковски, Аријана Јупи, Крсте Јовановски се само дел од имињата на актерската екипа, а режијата е на Дамјан Четкушев. Оваа театарска представа е специфична и по тоа што музиката и звучните ефекти ќе се случуваат директно на сцената. Инаку љубителите на уметноста во Тетово денес ќе имаат можност да уживаат во самостојната изложба на Петра Јовановска, напуштајќи го кругот во уметничката галерија во Тетово со почеток во 19 часот.
Иако меѓу партиите постоеше договор, реформите во областа на медиумите што произлегуваат од договорот во пржино да се договорат до денеска, сепак тој рок е пролонгиран за една недела. Откако се увидело дека партиите не можат да си ги осогласат ставовите по ниту една точка, ВМРО-ДПМН дури на денешната средба на работната група треба да даде своји предлози. Белгискиот посредник во процесот Питер Ван Хауте рекол дека најдоцна до петок наредната недела треба да бидат изгласани измените на Законот за аудио и аудиовизуелни медиуми и Законот за медиуми. Вчера на работната група се разговарало за реформите во МРТ, промена на начинот на избор на директорот, како и промена на начинот на финансирање. Главен предлог на маса според извори во преговорите е МРТ да се финансира од буџетот, а да се укине радиодифузната такса, но и да се најде начин за дополнителни приходи. Председателот на Европскиот совет Доналд Туск викендов ќе оствари на посета на трите балкански земји – Србија, Албанија и Македонија, кои се главна рута на бегалците од воените конфликти на Блискиот исток, но и на економските мигранти. Посетата се реализира откако Словенија, Хрватска, Србија и Македонија воведоа филтер во пропуштањето на бегалците. Транзитот до земјите на Европската унија им е возможен само на бегалците од воените конфликти во Авганистан, Сирија и Ирак, а не и на економските мигранти од Иран, Пакистан и други земји. Од утрово по 5 часот се врши селекција на граничниот премин меѓу Македонија и Грција. На котата 59 меѓу мигрантите кои доаѓаат од завојуваните подрачја и оние така наречените економски мигранти. Тензијата расте меѓу нив и се уште го држат под блокади делот од преминот, посебно мигрантите кои пристигнале од Иран, Бангладеш, Непал и Пакистан, кои велат дека нема да се тргнат од преминот се додека не им биде дозволено да преминат заедно со бегалците од Сирија. Специјалните сили на Мали успеале да влезат во хотелот во главниот град Бамако, каде вооружени лица држат десетици луѓе како заложници. Вооружени лица предходно упаднаа во луксузниот хотел Радисон, во кој имало 170 гости и персонал. Националната телевизија јави дека специјалните сили ослободиле 80 заложници. Министерот за безбедност Салиф Траоре изјави дека 30 од заложниците успеале сами да побегнат. Според Министерот за безбедност во Мали најмалку 3 заложници се убиени. Меѓу заложниците се граѓани на Турција, Франција и Кина. Францускиот министер за внатрешни работи Бернард Казенев ја повика Европа да преземе итни мерки против тероризмот, бидејќи според него веќе било потрошено премногу време. Казенев ја даде изјавата пред разговорите со неговите колеги од земјите членки на Европската унија во Брисел по терористичките напади во Париз минатиот петок. Тој го повика блокот да ги заостри граничните контроли на патниците во Шенген зоната и да се преземат мерки за усовршување на системот за прибирање податоци на корисниците на авиособраќајот. Францускиот премиер Мануел Валс изјави дека Шенген зоната ќе биде доведена под прашалник ако Европа не преземе соодветни мерки на границите. Тој ова го рече пред денешниот вонреден состанок во Брисел на министрите за внатрешни работи на Европската унија, свикан на барање на францускиот министер Бернар Казенев по терористичките напади во Париз во кои загинаа 129 луѓе. Францускиот премиер побара секоја земја која се граничи со неговата во целост да ја контролира границата. Републиканските председателски кандидати, членови на Конгресот и повеќе од половина сојузни држави се спротивставија на прифаќањето бегалци од Сирија. Белата куќа вети дека ќе прифати 10.000 сирици. Лидерите на Републиканската партија го повикаа Конгресот да го стопира најавеното прифаќање на сирски бегалци во Соединетите Американски држави. Најмалку 26 сојузни гувернери одбија да прифатат бегалци од Сирија. САД имаат изворен но строг систем на контрола во однос на бегалците. Нормалните процедури пропишуваат бегалците да бидат проверени од 5 национални агенции. Сириците се контролирани од 6 агенции. Времето денес беше сончево со мала до умерена локална облачност, дуваше слаб до умерен југозападен ветер. Утринската температура се движеше од -3 до 8 степени, а дневната од 16 до 22 степени. Според прогнозата на Управата за хидрометеоролошки работи, времето утре ќе биде променливо облачно со повремен локален дожд попладне, ќе дува умерен до засилен јужен ветер. Утринската температура ќе се движи од 1 до 9 степени, а дневната од 14 до 20 степени.
Тоа е се што информативната редакција на радио и телевизија КИС подготви за ова издание на регионалните вести. Пријатно!